Во ова издание, Обама и Камерон се залага за вклучување на Русија во договорот за Сирија. Кибернетската безбедност, најголем предизвик за НАТО. Иднината на енергијата од ветер, законодавците на поток. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Со вас во наредните 10 минути ќе биде Јане Бојаджиевски. Соединетите американски држави и Британија се залагаат во преговорите за решавање на ситуацијата во Сирија да биде вклучена и Русија. Американскиот претседател и британскиот премиер го поздравија минато неделниот договор со Москва за организирање меѓународна мировна конференција за Сирија. Еве ги вестите. Говорејќи на заедничка пресконференција во Белата куќа, Обама рече дека Русија има обврска да се обиде да го реши ова прашање, но тој призна дека сомничавоста на Москва кон западните демократии долго време по завршувањето на студената војна може да е пречка за руските лидери да најдат заеднички јазик со Западот против нивниот долгогодишен сојузник Сирија. Камерон од своја страна рече дека светот има одговорност да стави крај на владењето на режимот на Башар ал-Асад. Тој додаде дека сириската историја се пишува со крвта на незините граѓани и како што рече тоа се случува пред нивни очи. Новинската агенција Associated Press објави дека американската влада запленила двомесечни телефонски разговори на повеќе нивни новинари и уредници. Владата не даде објаснување, но AP вели дека одделот за правда водел истрага за тоа кој информаторот на напис од мај 2012 за операција на ЦИА во Јемен во која бил спречен напад од Ал-Каида. Оскаровката Анджелина Џоли откри дека ги отстранила двете дојки заради висок ризик да добие рак. 37-годишната актерка незината одлука ја објави во статија во весникот New York Times. Таа вели дека со хируршкиот зафат ги намалила шансите за рак од 87 на 5%. Незината мајка починала на 56 годишна возраст од рак во 2007, што исто така одиграла улога во незината одлука. Армискиот командант на НАТО на заминување од функцијата адмиралот Джеймс Ставридис за гласот на Америка кажа дека кибернетската безбедност ја става на врвот на листата предизвици во следните години. Со него разговараше Ал Песин. Кибернетските напади на корпорации и влади не се веќе реткост. Осомничените и нивните компјутери редовно се изнесуваат заедно. Затоа адмиралот Ставридис вели дека кибернетската безбедност ја смета за главен предизвик за неговиот наследник. Нашето општество зависи од кибернетските способности, но степенот на подготвеност е многу низок. НАТО има команден центар за кибернетска одбрана во Естонија, но адмиралот вели дека во рамки на алијансата меѓународната соработка е ограничена. Ова се разбира е област во која државите се многу чувствителни и не кажуваат многу што знаат, но тоа мора да го надминеме зашто опасноста е реална. Кибернетските напади се со различен обем. Минатата недела американски официјални лица кажаа дека кибернетски напад на банда и помогнал да украде 45 милиони долари готовина од машини за пари во светот. Професорот Кевин Џонс од Градскиот универзитет во Лондон вели дека интернетот прави да е лесно да се биде терорист. Тоа е вид на тероризам што е многу подостапен од колку носење експлозивна направа, зашто може да се прави од приватноста на домот. Многу држави развиваат офанзивно кибернетско оружје и некои, меѓу кои Кина, Израел и САД, се обвинети дека го користеле. Адмиралот Ставридис. Мислам дека е премногу рано тоа да се внесе во алијансата, но тоа е област во која мислам дека државите ќе истражуваат и со време ќе ни треба интелектуален капитал од кој ќе се развие теорија на одвраќање во кибернетскиот свет. Професорот Џонс се согласува дека одвраќањето преку закана со кибернетски напад може да е решението. Американската асоциација за енергија добиена од ветер објави дека ова е извор број 1 за алтернативната енергија во САД минатата година. Гоце Јаневски ќе ни каже повеќе. Јане, тоа се должи најмногу поради фактот што заради даночни олеснувања имаше многу заинтересирани да постават вакви турбини на нивно земјиште. Но даночното олеснување може да истече до крајот на годината поради буџетскиот дефицит. На потек е Вашингтон, нели?
Точно, како што ќе видиме од прилогот на Кейн Фараба од Гласот на Америка, од една страна се компаниите кои произведуваат турбини и собствениците на земјиште каде се поставени, а од друга законодавците кај кои нема голема волја за продолжување на бенефициите. Ако се изгубат олеснувањата, многумина ќе се повлечат од бизнисот и нивниот опстанок ќе биде загрозен. Но некои тврдат дека и целата индустрија ќе страда. Сточарот Пит Фарел од Канзас за малку ќе го загубеше ранчот по последната суша во сад. Но тоа е благодарен на неколкуте по 100 метри високи ветерници за производство на енергија од ветар кои се наоѓаат на неговото земјиште, кои му го спасиле бизнисот. Ми го зголемија приходот и ми помогна да ја пребродам кризата. Така обстанав. Ветерните фарми се вообичаена слика ширум сад. Алтернативниот извор на енергија ја помага Америка, но во исто време им помага на собствениците на земјиште со дополнителен приход. Ветер има секогаш дури и во суша. Условите се непредвидливи и фармерите се освестија. Но кај американските законодавци има отпор за продолжување на програмата што им дават даночни олеснувања на оние кои произведуваат обновлива енергија. Програмата беше воведена во 1992 и треба да истече до крајот на годината. Фарел вели дека таа била критична за него, но и за многу други. Индустријата со производство на струја од ветер е врзана со даночните олеснувања. Ако тие престанат да важат, ќе бидат загубени работни места. Ако се обноват, инвестициите сигурно ќе се шират. Програмата беше добра и за производителите на ветерници како ADP Renewables. Ова е директорката Ерин Баусер. Се што бараме е исти правила на игра за сите извори на енергија. За многумина од оваа индустрија престои битка во Конгресот. Додека многу средношколци планираат да го продолжат школувањето во областа на медицината, науката и инженерството, други пак сакаат да се надградат со кулинарски вештини во градежништвото или автомеханичарството. Фејза Елмастри посети средно училиште во предградие на Вашингтон, каде учениците стекнуваат знаење од прва рака. Метју Вимер сака да готви. Пасијата ја наследил од готвачите во неговото семејство, мајка му и баба му. Ме инспирира да станам добар готвач. На училиште тој може да го искуси тоа што се случува во професионалната кујна. На овој ден учениците подготвуваат салати. Сакаме да ги научиме вистински да готват колку што треба да се стави да ракуваат со нож, но акцентот е на безбедноста и на хигиената. Лупита Ривера сака да специализира на сладки. Ниту едно друго средно училиште не го овозможува тоа. Но програмите овде не се само за готвење. Некои се за болничари, козметичари, автомеханичари. Купно 18. Карен Вилсон е портпаролка на училиштето. Учениците учат за хемија, анатомија и психологија. Во пракса работат со вистински клиенти. А во кујната, кога ќе ја завршат задачата, тоа треба и да го јадат. И да го оценат јадењето на другите. Колебливиот фундаменталист, документарец за културните митови кој поттикнува на диалог, имигрантите, алиенацијата и недовербата. Гледате во утрешен Ньюсфлеш. Го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Дружете се со нас и по емисијата. За повеќе содржини на Гласот на Америка посетете ја нашата интернет страница glasnaamerika.com. Доколку не сте, би сакале да станете и наш пријател на Facebook. Ви благодарам на вниманието. Пријатна вечер. Се гледаме утре.